Председателя, јас говорев и на Комисијата за политички систем за овој предлог закон, односно за измените. Се менува само еден член, значи во делот кај што средствата за патни исправи не се уплаќаат веќе во државниот буџет на Република Македонија, туку се уплаќаат, значи со овие измени треба да се уплаќаат на сметка на буџетот на Министерството за внатрешни работи. Значи една минорна изјава. Меѓутоа, тука пред да кажам што мислам во врска со таа изјава, јас би сакал да направам една мала паралела и да споменам неколку работи кои што се важни за македонската јавност, а кои што се во директна надлежност на Министерството за внатрешни работи. Добро е што тука е заменикот министер, па да можеме малку и да подискутираме доколку оцени за потребно. Јас сакам да споменам неколку работи, значи и да ја разоткриам на некој начин лудоста која што доаѓа од страна на раководството на Министерството за внатрешни работи, а лудост значи со која што се покрива неспособност. Ние во изминатиот период, значи цели 6 месеци имаме како некој во Македонија дојавува бомби, практично ја тормози целата македонска јавност, децата се тормозени се родителите, значи тоа се прошири веќе не е само во училиштата, туку се прошири во институциите. МВР до ден денеска не успеа, за жал, да открие кои се тие дојавувачи на бомби, кои се тие што тоа го прават, не успеа да ги изнесе тие лица пред лицето на правдата, туку се занимаваше со отстранување на последиците од тие настани. Така, например, децата ги пуштаа од училиште и толку беше за тој ден, практично наставата беше завршена. Пред некој ден од Министерството за образование слушнавме дека ќе се воведувала онлайн настава, која што и на некој начин е некое квази решение, односно решение кое што не нуди никакво подобрување на процесот на образование. Значи, повторно не се удри на причината, односно се најде на некој начин можност да се избегнат, поради неспособноста да се откријат дојавувачите, се направи се донесе едно квази решение. Колега Ковачки, точката на дневен ред е законот за